Жесток притисок е неопходен од Брисел врз Бугарија заради хегемонистичкиот и неразумен однос на Софија кон Македонија, за да се одблокира европскиот пат, смета лидерот на ВМРО ДПМН. Мицкоски во денешното интервју за Нетпрес нагласува дека Европската унија е на потек. Оти ако таа притисне, земјава ќе добие шанса да покаже дека вреди да биде дел од европското семејство, бидејќи нашите достигнувања како држава уште пред десетици години се поголеми отколку многу земји во регионот. Но судејќи според европските чекори, нема искрено расположение за проширување на Европската унија кон Западен Балкан. Доколку постоеше, мислам дека ќе ја притиснеа Бугарија и ќе дозволеа да има датум за меѓувладина конференција, односно да се случи таа меѓувладина во октомври. Мислам дека во овој момент евроскептицизмот некако се поставува како еден вид кочница и бариера за да се даде дополнителен притисок за да може ова да се случи. Мицковски самоуверено нагласува дека сепак евроинтегративниот пат на Македонија ќе беше поуспешен ако владата ја водеше ВМРО ДПМН. Ако се споредуваат капацитетите на ВМРО ДПМН и СДСМ, тогаш далеку се поголеми на ВМРО ДПМН од оние кои ги поседува СДСМ. Така што би рекол дека идната влада на ВМРО ДПМН може многу брзо да го изоди овој пат. Не го зборувам ова субјективно, туку силно верувам во тоа што го зборувам. Во интервјуто, Мицкоски се осврна и на никогаш нереализираните правосудни реформи, посочувајќи ја како пример Академијата на обвинители, која ја води Наташа Габер, поранешен уставен судија предложена од СДСМ. И Наташа Габер филтрира и одлучува кои судии натаму ќе му бидат предложени на Советот на судии. Советот на судии го сочинуваат судии кои што се жестоко притиснати од страна на СДСМ и каде што главен збор го имаат двата предлога на Стево Пендаровски, од кои што едниот предлог, знаете, на социјалните медиуми го има како вее знамење на СДСМ по митинзите. На крајот од интервјуто, Мицковски ја оценува предложената образовна реформа од Царовска како првично катастрофална, порачувајќи дека наскоро ќе излезат со детална анализа.